Не е лесно да се опише вонредното доживување кога ќе се влезе во ателието на Васил Василев, кој со својата едноставност и достоинство на уметник во еден посветен простор на скулптури и трупци од дрво чинат чудесен амбиент исполнет со чувство на восхит, за мене дотогаш малку познат, пишува историчарката на уметност Вера Данилович. Скулптурите што го исполнуваат целокупниот простор во ателието, смирени и достоинствени фигури на кариатиди, екзотични портрети и безброј други асоцијативни форми, се правени во единственото изразно средство на уметникот – дрвото. За мене е посебно впечатливо да се видат толку многу дела што му припаѓаат на еден уметник во целокупната негова развојна целовитост досега, со сета спонтаност во изразот на сопствените желби и активни години. Овие дела, во богатата разработка на личната инспирација и имагинација, пренесена во овие дрвени трупци, стануваат негова вистинска обсесија, завршува Данилович. Инспирацијата е еден од најтаинствените домени во возбудливиот свет на уметникот. И како тема на размислување таа речиси се наметнува скоро секогаш при средбата со уметникот и неговите дела. Така и овој пат таа ни се наметна како тема при нашата средба со скулпторот Васил Василев и неговите дела. Васил Василев е скулптор кој припаѓа на така наречената средна генерација македонски скулптори. Ликовна академија посетува во Љубљана, а потоа во Белград, каде што и дипломира 1965 година. За неговото богато и плодно творештво говорат 4 самостојни изложби и речиси 150 групни изложби на кои тој учествувал како во градот, така во републиката, земјата и во странство. Добитник е на 14 значајни награди, меѓу кои секако треба да се истакне Октомвријската награда. Исто така, добитник е на 2 големи награди за НОБ во делата на југословенските уметници, добиени во Белград, како и голема награда за скулптура на современата југословенска уметност во Сараево. 1976 година добива 4 награди, од кои треба да се истакне наградата што ја добива на Медитеранското биенале во Александрија. Вие работите во дрво. Дрвото е материја во која вие се изразувате. Зошто го одбравте дрвото? Pa često pate mi je postavljeno na ovo prašanje. Zašto drvo, ne drug materijal? Ja drago bi se bi bilo orijentiran na kamenot, mada i pored to što kamenot je prav, klasičan skulptorski materijal. Bi se orijentirao to koga jaz bi imao svi oni uslovi koga kako što gi imao prošlo to leto na simpozijum od Aranđelos kada je povikan na mermir i zvuci. Ja tamo dobio jedno ogromno parče mermira koje moram da spomnam cena na koštenje, to je kupno okolo 40 milijuna dinara. Ima rabotna raka koja isto toliko mnogo koštaše i ono je alat koji bi sobralo sve to, tako da jedan umetnik to ne može normalno da ga investira i jasno nekako se nametnuo da on bara neko drugo rešenje. Može bi samo po sebe to beše prisutno to drvo, sam je početak, tako da
ono mi može bi se soglасен da to je moj u stvari najadekvatan materijal i благодарейки на него јас мислам дека створив еден свој сосвен скулпторски оригинален израз. Скулптурата во дрво имам впечаток дека е некако интимна. Каков простор вие барате за вашите скулптури или во кој простор тие најмногу доаѓаат до израз? Само со тоа што јас работам скулптура, a ta skulptura, i sami rekovte, дека ona je prisutna u različiti saloni, muzeji, galeriji, privatni stanovi, to znači rabotejki je intimno za sebe, a praktično ona naloge mesto i ситове место што ги спомнав. Добро, во вашето творештво може да се одвојат неколку фази. По што се карактеризираат тие? Da. Prvota faza, period, u stvari bi go rekao, prvi period bio zainteresiran za ta čovečka figura i tukaj je baram ta inspiracija za ta čovečka figura, to znači inspiracija to od prirodata. Ta čovečka figura u sami od početak su prepoznatljivi formi, predstavljena neoarhaična su ovaka ekspresivni, kubistički formi isto, tako da slednji otpad jasno ovdjem interes kon abstraktната umetnost. Svi te ovi prepoznatljivi formi, oni se transformiraju u jedni abstraktni formi, tako da na kraju ja se zadržam na jedna tematika koja je tematski simbolično, figurativna, prepoznatljiva, tako narečena samite kritičari kao erotska. Ja nemam namjera s ovaj zbor da provociramo bukvalno smisleno zborot erotika. Ta je moja erotika koja bi se uporedila so filmot i so fotografija, to ona bi došli suviše nevina, odnosno naivna. Tako da ona prestaje na kaj mene čisto simbolična, dobiva ona nova sadržina. Ono što je interesno za vas je вие веќе 17 години работите во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Предавате уметност и веќе илјадници, можам да кажам, ученици се сеќаваат на вас и на вашите часови. На кој начин вие ги усогласувате тие две активности? Предпоставувам дека од една страна постои задоволство на некој начин на тие млади луѓе да им се даде едно естетско воспитување и образование, a od druga strana tukaj i vašата работа скулпторска. A skulptura ta je kompleksna stvar, ona bara mnogo vreme, celosno angažiranje, jedan seriozan pristup, ko vela mnogo vreme, jasno mislim na to što ja recimo sam učio srednje učilište 5 godini, akademija isto 5 godini, su namere da na kraju ja budem profesionalec. Ali, normalno usloviti su takvi da moram da budem prisutan, zaposlen. Prisutan 5 sati na učilište, to se 5 govorni časovi, teoretski govorni časovi, kada ja čisto fizički se istrošujem. Tako da ja postojano pravim nekoj kompromis, odnosno tražam kompromis između učilište i atelje. Praktično ja s 15 godini go kradam to vreme, to slobodno moje vreme, to vreme od site moji drugi obrazki što postoje od kaj čoveka na ne. Dobro, i сега нормално би разговарале за инспирацијата, но јас предлагам тоа да и го ставиме на филмската камера.